Така, продолжуваме со студио 10 на истата тема, предлог законот за високо образование. Мој втор гостин во живо во студио 10 е пензионираниот виш просветен инспектор господинот Ѓорги Илиевски. Господин Илиевски, благодарам што прифативте да разговараме за оваа актуелна тема во област образование, меѓутоа и воопшто ќе отвориме и други теми во образованието во Македонија. Благодарам, Зоран. Чест ми е што сум ваш гостин и поздрав до гледачите на ТВ24. Да. Вие велите дека реформите се неопходни кога станува збор за предлог законот за високо образование, но какви вие лично забелешки или предлози би доставиле до предлог законот за високо образование, кој што од владата, односно од Министерството за образование вчера ни информира дека се уште не е влезен во владина процедура, затоа што во меѓувреме имало одредени сугестии кои што ќе се разгледаат, а потоа истата конечна финална верзија ќе биде објавена и соопштена во јавноста. Па морам да кажам дека реформите се неопходни во високото образование, значи поштувајќи и претходно што беа донесени некои закони за високото образование, каде што се даваше едноставно импровизација, не навлегувајќи во суштината. Образованието како систем е многу битен, какво ти образованието, такво ти општеството. Во делот на системот на високото образование, мора да кажеме дека тука не е тоа само административен процес, туку е институционален, интелектуален, затоа што по завршувањето на високото образование ги имаме идните интелектуалци, ги имаме професори, инженери, доктори, научници и така натака. И затоа тие мора да бидат, тие реформи да бидат внимателни и со подобрување на општественото живење во делот на образованието. Имајќи го предвид предлог законот за високо образование, моите анализи, моите вклучувања со моите колумни и доставувањето до Министерството како мои забелешки во делот на предлог законот за високо образование и европскиот тренд кој што е битен, мора да се има во предвид дека законот за високо образование, предлог законот треба да биде согласно уставно на Република Македонија, европскиот стандард и можностите за отвореност на образованието, високото образование со европските стандарди. Во конкретниот случај, и она што доставив до Министерството за образование и наука, согледав при повторното согледување на предлог законот дека многу работи не се прифатени. Што значи имаме еден затворен систем, наместо да имаме отворен систем на високото образование. Конкретно кои забелешки се тие кои што велите не се прифатени? Прво, во делот на наставно-научните звања. Значи, не е проблем да имаме реформи, да имаме квалитет и услови. Но претходно мора да ги имаме предусловите. Ние имаме донесено закон за измени и допунање на законот за високо образование. Донесениот предлог закон за квалитет на високото образование. Предлог законот за научно-истражувачката дејност. Поаѓајќи сите работи, министерката и така наречените 60 експерти, анонимни, непознати, жално нешто, велат дека се користени и европски закони. Ако се користени европски закони во предлог законот за високо образование, за квалитет на високото образование, за научно-истражувачка дејност, треба да се знаат кои се тие европски закони што се прифатени во овој закон. Констатирам плагијатство во предлог законот за високо образование. Затоа што она што се бара за еден доцент
да има претходно да има завршен докторски, да има 3 години асистентски стаж, да има трудови и така натака. Никаде тоа го нема. Тие предуслови што се бара да има 3 години стаж асистентски така натака, тоа може да биде да се достави и да одлучат универзитетите автономно во нивните правилници, а не во законот. Значи, во нивните правилници треба да се постават дека покрај тоа може да се случи да има... Значи, секој различно со својата автономија може тоа да го одлучи. Дали ова е една од забелешките, се извинувам, за губење на автономијата на универзитетите? Пазите, кога вие веќе наметнувате нормативно нешто, законско, кога се наметнува, а не се консултира универзитетите, каде што универзитетите треба да бидат самостојни во тие наставно-научни и ред други параметри, као критериуми за добивање на наставно-научно звање. Целото образование, практично, според вас, власта настојува да го вметне во предлог законот за високо образование, што не треба така да биде. Нормална работа не смее да биде така. Ако сакаме да бидеме отворени, предлог законот донесен ваков, реализацијата може да се види за некое подобрување после 20 години. После 20 години. Зошто? Затоа што не е офатена целата академска заедница. Редовните професори, кои што си одат во пензија, тој закон не важи за нив, овој закон не важи. Законот не важи за досегашните воредни професори. Не важи за досегашните доценти. Овој закон важи само за 20%, 20% за демонстраторите, за помладите асистентите, за да се вклопат во она што се бара во предлог законот. Во тој предлог закон се бараат трудови и така натака, дури на демонстраторите или на докторантите им се бара да имаат и во трудови и во импакт фактор, што е нонсенс, дури многу професори такво нешто и немаат, професори немаат. Што значи тоа конкретно за јавноста, овој услов? Значи, за да докторира, тој мора да има неколку трудови. До сега имаше потреба од два труда. А од сега доколку се усвои предлог закон? Да, не, 2 труда и претходно. Сега има и начин покрај тие 2 труда и да има труд од импакт фактор. Пазите, за да вие се вклопите во тој импакт фактор, треба да имате ментори. Ментори, а тоа значи професорите. Треба да му помогне на тој млад кадар, на тој млад асистент, кој што треба се вклучи. А имајќи ги во предвид сите наши предуслови во високото образование, стандардот наш е на едно многу ниско ниво. Почнувајќи од она какви ни се во природно-математичките области, какви ни се хуманистичките, општествените и така натака. И не може во овој предлог закон, што се предлага за квалитетот и наставно-научното звање да го има, да се барат вакви енормни барање на потреба за унапредување. Да. Колку е оправдан условот за просек на студии за академска кариера? Гледам како и тоа, критериум? И тоа гледам. И тоа е веќе затварање. Треба да има додипломски, магистерски просекот е 8. Зашто да биде 8? Каде тоа стои? Никаде не стои тоа. Почнувајќи компаративно, а велиме европски, не е европски. Затоа што компаративно замајќи, Германија, Франција, Холандија,
да не доме подалеку, Словенија, Хрватска, никаде таму не стои да има просек 8, туку таму се бара после докторирањето да се истакнува со наставни и научни трудови. Разни проекти. Тоа е битната работа за да можеме тие наши студенти кои што се во странство да се вратат назад. Со ваквиот чекор тие не може да се вратат назад затоа што немаат 3 години стаж асистент. Дали со новиот предлог закон, пак ќе повторам доколку се донесе, се усвои од страна на собранието, се затвара академскиот систем наместо да се отвори? Па со ваквите чекори да. Со ваквите чекори да. И многу ми е жал што се нема слух. Постои една ароганција. И во тие дадени дебати кои што беа, јас учествував во 2 дебати во Македонската академија науки и уметности. И сите тие што реагира од институти, од факултети и така натака, ги интересираше кои се тие 60 експерти. Не се дадоа до знаење, не се овозможи да се знае кои се тие. Затоа што сите тие работи што јас ги пишував во колумните, се поставува прашањето од кои области, од кои наставно-научни области се, кои се од природно-научните области, кои се од хуманитарните, кои се од уметничките, кои се од општествените. Како може се да биде во еден кош? Има голема разлика уметничките области. Таму се бара да има наставно-научни трудови, а таму се знае која е компетенцијата и во европските закони за уметничките треба да има своји индивидуални истражувања од делот на пример уметноста, сликарството, филмот и нивните пишувања. Тие не можат да учествуваат во некој со импакт фактор, бидејќи ги нема во тие импакт фактор потребите од уметничките. Не можат да се снајдат таму, да се најдат. И се поставува другото прашање од многу дебати кои што се случува, што се искажува, кој што немаше слух министерката за образование. И не само таа. Најмногу сум разочаран од анемичноста на академиците во МАНУ. Премолчувањето. Било строго забрането да се знаат кои се тие 60 така наречени, ја викам експерти. Јас во моите пишувања викам, дајте барем 6 да видиме кои се. Меѓу тие 60 е и таа што забранува да се каже, а тоа е професорката Лажетич, Гордана Лажетич. Зошто? Зошто да се знае? Зошто таква ароганција? Зошто да нема транспарентност на нештата? Затоа што сите се залагаме да имаме квалитетно да го ставиме, високообразование. господин Илевски, на страна имињата, затоа што сепак не е тука господјата. Она што е интересно и кое што нели создаде бурни реакции во јавноста е ставката задолжителен стаж на асистентите. Дали тоа според вас ја ограничува конкуренцијата? Па се јасна работа. Тоа не е европски стандард. Пак ќе повторам. Ги кажав неколку европски земји. Нека проверат Франција, Германија, Холандија, Шведска, сега да не набројуваме и други. Еве дека Словенија и Хрватска. Единствено го има во српскиот закон. Во српскиот закон, да, има таму асистенти, тоа. И јас отворено викам, па ова е плагијат. Не е плагијат, ние сме... Не. Кога веќе нешто цитирате, земате, треба да кажете. Не може да има кражба. Исто така, законот за квалитет на високото образование. Целосно е преземен од хрватскиот закон. Целосно преземен. Бе кажете дека тоа е преземен и тоа не е страшно да се каже. Во случај ако не се каже ако тогаш... е добар, така? Не, јасна работа. Зошто да не? Прашањето со овој предлог закон, трите закони, се поставува колку ние вложуваме во високото образование.
колку вложуваме за квалитетот на високото образование. Колку се издвојува за научно-истражувачката дејност. Ако тоа го немаме, а не сме уште достигнале до 1% од бруто домашниот производ, тогаш ние или се тежне кон нешто подобро, но не сме ги стигнале тие европски стандарди, па да зборуваме дека со пишувањата и така натака ќе стигнеме до Шангајската листа. И битката сега е само за таа Шангајска листа. Не можеме. На Шангајска листа резултатите вака како што одат. Каде што се засегнати само 20%, а тоа се асистентите, демонстраторите и едните докторанти на овој дел, затоа што вие не можете да му земате наставно-научното звање на редовниот професор, кој што веќе тој поминал сите процеси. Или воредниот професор. Утре кога ќе треба да се избере за вореден професор, нема да важат овие услови. Друг момент е многу важен. Ги нема повеќе звањата на што беа насловните звања. Насловните звања ги нема, се избришани. А 30% од универзитетите имаат вработено насловни звања. Насловен доцент, насловен вореден професор и така натака. Зошто? И тоа е прашањето зошто тоа го нема. Понатака, не знам дали ќе ме прашате, има една незаконитост, дискриминација, спротивно на Уставот. Член 132 став 10. Каде што за приватните универзитети? За приватните. Така, добро, повелете, да. Како може од јавен интерес во претходниот предлог закон, од јавен интерес е медицински, негователки и други, па правните студии, архитектура, ветеринарство, фармација, наставните звања, што се? Како можат од јавен интерес? Зарем? И тоа е многу нејасно. Согласно Уставот стои убаво. Што треба да се знае, што значи јавен интерес? Зошто се ови од јавен интерес, а не е од јавен интерес, да речеме, градежниот факултет? Зошто не е од јавен интерес машинско, електро? И тоа треба да се образложи. Разработувајќи го Уставот и согледувајќи ги овие работи, се прави една голема дискриминација. Сега ќе се случи да на приватните универзитети да не можат да предаваат нормално, да им се одземе, ќе им се одземе и акредитацијата и остануваат многу наставници и студенти во една незавидна положба. Ќе дојдат до ситуација да изгубат и вработување. Тие се работи кои што ги спомнав, не почитувајќи ги основните правила правни, согласно Уставот. Ние го прекршуваме Уставот со ова. Сега би го поставиле прашањето, па какви се состојбите на приватните универзитети или на јавните. Ние имаме за секој универзитет, за секој факултет, постои Агенција за квалитет на високото образование. Одборот за акредитација го поставувам прашањето, како можело тој одбор за акредитација, уште од порано, а таму се вклучени и професори од академијата и други професори од јавните универзитети по области, да се акредитира се и сешто. Се и сешто да се акредитира. Ако сега велиме дека приватните немаат квалитет, врз основа на што? Треба да има критериуми.
Ако не ги исполнува стандардите, критериумите, тогаш да. Никаде во Европа такво нешто нема. Нема. Си постојат и приватни универзитети и факултети, си постојат и јавни. Сега, кога тоа веќе се прави вака, тога се постава прашањето, некој сака тие приватни универзитети и факултети да ги нема, кога станува збор за правните науки. Па имаме ние, ако така гледаме, приватни универзитети кои што имат и економски. Имаме над 20 економски факултети, општо земено. Имаме над 20 и нешто правни факултети. Прашањето е, тие поставени луѓе за акредитација треба да одмерат дали ги исполнуваат условите пред да добијат акредитација. Тој е еден момент. Втор момент што е битен, верували или не, во Македонија не е извршена евалуација. Што работеле луѓето да не се изврши евалуација, вреднување? Такво нешто нема. Кога ќе се добијат сите тие моменти, тогаш може законито, правно, правично да им се одземе акредитацијата и затоа што не ги исполнува стандардите. Ваквото нешто што се прави е спротивно на уставот на Република Македонија. Така, ова беше првиот, да речеме, дел од разговорот околу предлог законот за високо образование, меѓутоа сега продолжуваме и воопшто каква е состојбата не само во високото, туку воопшто во образованието. Според вас, кои се најголемите слабости во образованието во Македонија? Кадарот, квалитетот или пак можеби политичките влијанија? Сите три се во една взаемност, но морам да потенцирам една работа, почитуван Зоран. Јас во моите анализи, 40 годишни, ние имаме Македонија, а тоа секоја сум го пишувал. Образованието целосно е столбот на државата. Предучилишното воспитание и образование е дел од системот на образованието. Наместо, како што ги има во сите европски земји, предучилиштото да биде во рамките на Министерството за образование и наука, предучилиштото воспитание и образование е во рамките на труд и социјала. Тоа е нонсенс. Тоа е нонсенс што имаме понатака основното образование. Ние видовме што ни се случи пред 5-6 години повеќе, кога се направи една таква ерозија во основното образование. Да немате учебници, да не се почитува мислењето на фелата, да не се почитува мислењето и на родителите. Едноставно тврдоглаво терање на тоа ќе работиме со дигитални така. Дали ги имаме тие услови? Ги немаме. Значи, ние треба да имаме предуслови, секоја што го зборувам, предуслови, за да може. Не можете вие во едно рурална средина да барате нешто да нема учебник. Учебникот е во детското нешто што треба да биде, а дополнително треба да се има и други алатки. Но без учебник, без воведување на децата во знаењето, во вештините, тоа е многу битна работа. Еве во скандинавските земји сега се враќаат учебниците како алатка. Нели до пред анализите што биле направени и во Шведска и во други места. Анализите гледаат дека има пропусти. Децата не знаат да читаат. Децата не знаат да расудуваат. Значи, затоа имаме учебникот. Покрај учебникот имаме и други алатки, кои што треба да делуваат и да работат. Добро е сега, морам да кажам, после сите тие критики кои што ги добивме од УНИЦЕФ и од ОЕЦД, за основните, за прифаќањето на децата во предучилишно, жално е, 2023-2024 година имаме само 40% офат на децата во градинките. За разлика од Словенија, кој што има негде на 90%. Добро е што до вчера, завчера имавме училишта двосменски, тросменски, сега се оди на едносменско, каде што ќе може подолг период децата да бидат во училиштата.
за да можат да се вклопат и во покрај задолжителните активности и на вон наставните активности. Таквото нешто ни манка, така да нашите деца до крајот на 15 годишната имаха изгубено над 900 часа. Тие забелешки добиени почна со некои чекори ова влада нешто да преземат, но уште понатака е неминувна потребата од такво делување. Да. Понатака, што е проблемот? Не се почитува Конвенцијата за правата на децата. Ако јас доаѓам од Дебар, она што се случува во делувањето на некои училишта, Бирото за развој на образованието има голема вина, а тоа се наставните планови и програми. Во еден мој Дебар, во една Струга, во едно Тетово, посебно ќе истакнам Брвеница, па во еден Чаир и така натака, не може да се свати да тие наставни програми да делуваат и работат и да се велише една туѓа друга држава. Оно што ни се случи деновиве Така. во македонската радиотелевизија, каде што невино 13 годишно дете е дискриминирано, злоупотребено за политички цели, за величење на голема Албанија. Сега мислам дека за тоа има некоја постапка најавија од раководството Да, на МРТВ. знаете што ќе биде? Не е моментот. Не е моментот. Така, официјалните информации говорат дека има, да, ние некоја. така, ама дозволите да ви кажам, ако сакаме да зборуваме реалноста. Па и пред 20 години не било времето, и сега не. И ако така се толерира, или она што се случи со идните правници за полагање на стручниот испит по право, за идните адвокати, суди, обвинители, да се протестира, да се протестира зошто стручниот испит нема да се изведува на албански јазик. Мора да се знае, а сите да знаат, дека Република Македонија е унитарна држава. Службен јазик во Република Македонија е македонскиот. Сите тие идни професори, идни правници, економисти, кои што негираат, кои што го негираат македонскиот јазик, македонското знаме, македонската химна, се велича УЧК, се величаат многу работи кои што не води кон толеранција и соживот. Тука треба да се обрне внимание и тоа Биро за развој на образованието. Како не се знае македонскиот јазик? Македонскиот јазик се изучува од основното образование, од прво деление, средното образование, високото образование. Тоа стои во секој закон. Како може, а тоа се премолчи, претходниот министер Јетон Шаќири вели букварите или читанките ќе биле од Албанија и се на сето тоа се премолчи. Што е содржината во тие наставни планови програми? Што се велича? Мене не ме изненадува албанците од Албанија да се ја величаат, да се ја сакаат Албанија, тоа е нормално. Но нашите албанци, турци, влаши, срби, така, живеат на оваа територија. Тие треба да се ја сакаат Македонија. Таа е нивната татковина. Јас морам да ви кажам, Зоран, како посекретар за образование 90-тите години, кога ги посетив нашите македонци во Словенија, беше истакнато словенечкото знаме и македонското знаме. Се пееше и словенечката химна, македонската. Сега во Брвеница и во други места
на разни прослави, не се спомнува химната, името Македонија, заедничкото живење. Сето тоа е влијание од политиката. Да не ги ставаме сите албанци, сите турци и така натака, него политиката е таа која што делува. Знаеме дека имаме и злоупотреба на дечиња дури во политички кампањи, така? Точно. Како што кажавте, сето тоа е од политиката. Колку и каква улога треба да имаат наставниците и професорите за спречување на ваквата појава, меѓутоа и воопшто образовниот систем е тука како последно прашање, затоа што истекуваме со времето. Општо мораме да знаеме. Мора да се почитува законот. Конвенцијата за правата на децата е меѓународен документ. Конвенција, не е декларација. Декларацијата не мора да се почитува. Но конвенцијата, национална, е обврзителна. Врз основа на таа меѓународна конвенција се прават и националните закони. Значи, останува да се почитуваат законите. Непочитувањето на законите, непочитувањето на уставот, мора да има превземање на мерки. Мора да бе, тоа е во секоја нормална држава. Што значи, не можеме ние да допуштиме да се толерираат. Она што се случи сега со тие идни адвокати, суди и така натака, тоа е нонсенс. И да се велича учека. Не може тоа да биде во една држава каде што сме унитарна. Ние не сме ни федерална, ниту сме во кантонизација и така натака. Не може, јас ако појдам во Тетово и да ми кажат, не, овде ќе зборуваш ти на албански, значи, и така натака, бидејќи ова е таа територија. Ако појдат во... Не, ние треба да знаеме дека треба да го знаат македонски јазик, бидејќи ќе работат во оваа држава, во овие институции, каде што ќе им дојде и македонец, и албанец, и турчин и така натака, и сето тоа треба да го имаат во превид политичките партии. Несватливо е дека ми проста сите да се вклучат пратеници и било што, бараме тоа. Тоа е една опасна работа која што тлее повеќе од 100 години. Така. Господин Илиевски, благодарам за разговор, благодарам за вашите размислувања, сугестии и предлози, особено врз за актуелната тема предлог Законот за високо образование, каде што уште еднаш ќе повторам, од Министерството за образование уште вчера ни потврдија дека во меѓувреме се испратени одредени сугестии врз основа на овој предлог закон, кога ќе се разгледаат тој предлог закон, конечната верзија како што кажа ќе биде повторно објавена во јавноста. Јас мислам дека треба да се имат во предвид смиреноста, инклузивноста и законитоста. И одење кон они европски закони каде што неминовна е потребата да бидеме отворени како универзитети, факултети, како школи и така натака. Во оваа прилика ќе ми дозволиш така да ви дадам мојата книга Македонска институционална облачност. Тоа се мои пишувања, колумни, анализи, офатеност на нештата. Знам дека ќе го поставите прашањето што са институционална облачност, па имаме облачност во сите институции скоро, и во Уставниот суд, и во Венецијското, и во судството. Така, самото име говори. Така, облачноста е за да не биде таа облачност, што сега зборуваме. Така, ви благодарам. Да, ви благодарам, секој е добро, ќе ја прочитам. Па се надевам во некоја друга емисија и ќе дискутираме за дел од темите кои што се тука запишани. Благодарам. Така, благодарност уште еднаш за господинот Илиевски, за неговите сугестии, размислувања во однос на образованието во Македонија.